Штовани слушатели на Македонската радио програма, денес разговор ќе водиме со доктор Блашко Димковски од Диселдорф, Германија, инаку е специјалист по трудова медицина, а исто така е мощно активен во македонската заедница во Германија. Председател е на Сдруженијето Македонско сонце, инаку јас имав можност да се запознам со доктор Димковски минатата година во Пула, кога го имавме тој научен семинар и тој беше присутен таму, па од тогаш е и нашето пријателство со него. Докторе, добар ден и добре дојавте на Македонската радио програма. Добар ден, господине Најдовски или Ицо Најдовски Перин. Големо задоволство ми е што можам во вашата емисија да учествувам, која што се надевам дека ја гледат сите македонци низ целиот свет. Посебно ми е драго што комуницираме на едно ниво светско, Австралија, Германија. Добро ве најдов и се радувам на овој наш разговор што следува. Ви благодарам за тоа. Сакам сега најнапред, бидејќи за прв пат сте на Македонската радио програма, да кажете нешто повеќе за вас, од каде сте, од Република Македонија и колку време сте во Германија. Па потоа ќе почнеме со активностите. Може, нема проблем. Значи, ние сме веќе 15 години тука, живееме во Дизелдорф, околината на Дизелдорф, тука ни е, како да кажам, центарот, еве и сдруженијето е регистрирано во Дизелдорф. 2007 година дипломирав на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје медицина. Работев, инаку сум роден во Скопје, израснат во Скопје. За моето потекло ќе кажам за кратко исто нешто, што е исто многу битно, барем мене лично. Од 2007 работев во Македонија, неколку години, мислам отприлика околу 4 години како општ лекар во различити, да кажам, установи, и од 2011 доаѓам тука со семејството и почнувам во интерна медицина, после се мислам, Германија се можностите за специализација значително подобри него во Македонија, така да може во одреден период и да се промени специјалноста, што јас си го направив, значи работев во психијатрија, работев во интерна и одлучив да продолжам во трудова или работна медицина, бидејќи тоа е една многу битна алка од тие медицински гранки овдека во Германија. И баш сум задоволен што тоа го направив, бидејќи постои огромен недостаток на лекари, специјалисти по трудова медицина. Сите знаат Германија каква економска сила се уште во светски рамки представува и сето тоа ја движи една машинерија која што исто така ја движат луѓе. Нормално сега е со новата технологија и со воведување на тие AI технологии се намалува за нијанса се уште, мислам, потребата од работна сила, меѓутоа се уште се двигателна сила фабриките и таа, како да кажам, огромна продукција. Посебно во овој дел јас каде што ние со семејството, тоа се вика Рургебит или областа Рур, поред реката Рур. Може да се чуле за ThyssenKrupp, тоа е најпозната железарска, да кажам, компанија која што постои повеќе од може 100 години, кои што дури произведуваат железо за интернационалната вселенска станица. Тие се на 10 километри од нас, тука е тој мини град на фабрики и нормално луѓето, работниците што работат во таква една масивна индустрија имаат потреба од прегледи, тие што се превентивни. Јутоа трудова медицина е интегрирана во германското законодавство другаче него македонското. Тука по закон секоја фирма што има минимум еден вработен мора да има доктор по трудова медицина како екстернен доктор. Мора со договор да има во секое време, доколку не да може се случи некоја повреда на работно место или некоја
например, е трудна некоја вработена или има некои проблеми по работното место и поврзани со здравјето, тогаш самата фирма мора да има свој доктор, не може да бара тогаш некои други доктори, кои се работи за такви одлуки и за такви вештачења на некој начин, колку е он работоспособен и дали може тоа да го работи. И јас можам со гордост да кажам дека, иако не беше толку јасно и едноставно како тоа све ќе изгледа во 2020-та, јас тогаш одлучив со семејството да отвориме наша организација, значи наша приватна ординација и ова е 6-та година, имаме успешна работа и имаме преку 150 предпријатија германски кои што ги обслужуваме со нашата активност овдека и за мене тоа голем успех што е македонец, еве како јас што сум, влегува во еден друг слој на општеството, значи јас имам исклучително контакт со павните што ги водат фирмите, така е по законот, значи јас не сум како вработен таму, него јас сум како советник инсталиран во тој систем и што гледам некои работи што не знам дали некој друг гледа кој ќе почне да влегува фирми по такви фабрики и предпријатија и сепак сум многу активен во однос на превенцијата од болести на работниците и тоа го правиме во секојдневието. Исто така имам и прегледи кои што се независно од значи прегледи за способност, например, прегледуваме луѓе што водат автобуси, шофери на камиони, такси што водат бродови по Рајна, тука има посебен закон тие што водат, пошто има исклучително добар обраќај по Рајна, по реката што се одвива. Па еве да кажам, луѓе што работат на железница мора да има посебна специјалност докторот, тоа јас го имам. Луѓе што работат со во нуклеарни централи, пошто Германија е една од првите земји во Европа што ги поставно ја стопираше продукцијата на струја преку нуклеарните централи. Дел од тие централи мора да се разградат, значи да ги направат да не бидат штетни. Тие работници што влегуваат таму се изложени на таа зрачна енергија и мора еден доктор кој што има специјална ингеренца да ги прегледува, јас исто тоа го имам. Така да се заедно можам да кажам дека нуди доста големи можности, меѓутоа сепак трудот е најбитен и упорноста и желба. И награден. Да, секако. Покрај оваа професионална работа, како што најавив јас на почетокот, вие сте и председател на Сдруженијето или Македонскиот културен центар Македонско сонце во Диселдорф. Колку време и како се снајдувате за организирање на активностите? Било ми што ова прашање доаѓа, му се дава сега еве простор вака во етерот да кажам. Иако сме живееме во Германија и сме тука веќе 15 години, нишката со Македонија никој пат не била прекината. Жал ми е што многу луѓе во Македонија го гледаат тоа малце другаче кога некој ќе дојде, да кажам, во странство. Ние еве се уште се не интересира све што се случува во нашата мила Македонија, во нашата матична држава, па некој ќе искоментира, гледајте си ја вие таму Германија и така натака. Тоа е скроз погрешно, значи такво видување. Секаде да отидеме, и на Марс да отидеме, ќе бидеме пак македонци. Ама кога ќе се сретнат таму астронаутите, тие од кај си, од Русија, тие кај си од Америка. Така да никој тоа не може да го заборави, тоа е нашата генетика, значи ние си сме тоа што сме си. Јас овде во Германија долги години пробувам мојот идентитет да го заштитам, барем што е личен, за жал, откако ни го сменя името во 2017, сите имаме проблеми тука кога ќе отидеш на било каков документ негде да потпишеш тука во Германија, стават приравка Норд
и тоа доаѓа, пошто таков е јазикот, се спојува како еден спорт, значи не е како во англискиот North Macedonia, него овде е North Macedonian и тоа е еден спорт. Сега, законот исто не се имплементира во наводници тој преспанскиот договор како што треба, каде што ние како Сега ние во Германија спрема граматиката на германскиот јазик, ние сме северно македонци официјално. Не, официјално не смееме да бидеме, затоа што нивната граматика и таа има прави норми, а во Германија не е секој писмен што е толкова. Ако се, мислам, германците не се не луѓе, но да се обични луѓе. Ако државата да се вика Норд Macedonian, ти си за него Норд Macedona. Твојата придавка е Норд Macedoniše Манштафт, например, екипиве што се ракометни, фудбалски, така да мора да им се каже на германците. Меѓутоа, еве да оставиме оваа тема за малку подоцна, почнавме со, значи, тоа е еден дел од таа, да кажем, мотивација. Јас лично секаде каде што одам, кога ќе ме праша некој од каде сум, се представам од каде сум, представам што сум, и ако сака некој да ми напомене дека земјата го променила името и дека не сум тоа што сум, ја тогаш се повикувам на референдумот кој што македонските граѓани не го поддржа, и за мене тоа е една вечна одлука додека не дојде друг референдум, кои сме ни, што сме и како сика државата. И така да мислам дека секој треба да си прифати еден свој начин на интерпретација додека не се создадат подобри услови за да се врати името како што ни е исконско и вековно. Али до тогаш мораме да имаме некој начин на отпор, да не бидеме само да, добро, или, например, јас многу со нив се расправам и ги шкртам документите, вика роден во Скопје, Северна Македонија. Ја викам, како сум роден во Северна Македонија, ако постои Северна Македонија 2017. И така да нема тука што да се, јас сега ќе ви кажам што значи некој кога личниот став ќе го пренесе. Дајте ми само една секунда. Се извинувам, вака неконвенционално, меѓутоа ова е од лекарска комара официјален документ дека јас сум доктор, кој што имам апробација и можам да работам по сите закони. Овдека пишува роден во Скопје, Македонија. Така, да. Значи не пишува Северна Македонија. Затоа што извините, затоа што тоа е моето право, јас ќе кажам од кај сум и што сум. Документите се само лист на хартија, најбитно е тоа ние како се чувствуваме. Во тој однос, јас лично со мојата, значи паралелно со професионалната работа, ја морав да приметам овој последниве години дека овде во Дизелдорф има многу слабо здружување на македонците, значи црковните општини се најбитните, да кажам, точки каде што македонците почнуваат да се дружат, меѓутоа исто овдека имаше во Дизелдорф голема пауза каде што немаше активна црковната општина. Од 2018 почна повторно или можда некоја година порано да се активира. И во меѓувреме исто дојда многу македонци и се створи баш онака една добра клима да се направи нешто повеќе. Посебно мене ми сметаше што бевме по тоа што го пратев низ годините, се уште останати на едно ниво во однос на, да кажеме, тие наши прослави или собирања, било како што биле веројатно првите дојденци во 70-тите години, кога уште одело под капа на Југославија, мислам тогаш се правеле здруженија, меѓутоа, еве да кажем, во Дизелдорф има здружение Готе Делчев, каде што сите југословени учествувале, меѓутоа раководството било претежно од македонци, кои што и после независноста. Во Австралија е сосема спротивно. Македонците од Егејска Македонија ги формираа првите здруженија некаде во 1935, 6, 7 година, пред Втората светска војна. Значи, основата на македонската заедница овде во Австралија, во Перт, Аделаид, Мелбурн, Сиднеј, во големите градови се македонците од Егејска Македонија.
Да, ама веројатно има таа позадина затоа што во Германија многу ретко имало иселеници во последниве 100 години кои што се иселувале во Германија, затоа што тука владел фашистички режим до години и никако не било погодно за македонците да се иселуваат. Се знаело каде се иселуваат, во земји кои што станувале нови, како да кажам, империи, каде што им требала работна сила, Австралија, Канада, Америка. Ова иселување во Германија доаѓа многу подоцна од тие 70-ти години некаде, кога што ова железарска индустрија дека многу се интензивира. Возот браќа тргнува право за Германија. Кажете ни сега за формирањето на Сдруженијето на центарот и како започнавте и како се првите контакти со нас, со државата, како ги реализирате тие, докторе? Да, па еве јас ќе кажам вака, значи во 2018 некаде, кога стана поактивна црковната општина, јас и сопругата се приклучивме и станавме дел од управниот одбор во црквата. Имаше во тој период црковни свештеници што доаѓаат од Македонија за поголемите празници и тука ги држа светите литургии, тие настани како да кажам Великден и Божик или така. Богородица. И Богородица. Да, голема и мала. Да. Так. И после тоа имавме, да кажам, на некој начин сепак добра шанса да се подобри таа работа, стане поконстантна, за тоа што дојде отец Трајче од Македонија како свештеник, кој што почна тука, морам се и за него да раскажам малку приватно да работи, и ова му беше црквата, како да кажам, дополнителна дејност, бидејќи ние немавме ни објект, ние изнајмувавме од германците и се уште немаме наш објект, меѓутоа се подобрија работите, црковната општина работи, сите што се таму се заложуваат да има успех. Во тој период кога бевме ние дел од тоа, сега друга управа, други луѓе, меѓутоа сите со една иста цел, да имаме наша македонска црква. Сега во моментот имаме црква која што ни ја ставаат на располагање германците, ставен и олтар и иконостас од Македонија е направен, православен, така? Православен, да. Но германците сепак во вторник се ја користат црквата за своји потреби. Значи, ова е се уште привремено решение, тоа е огромен проблем тука навистина да се изгради црква или да се купи, али мислам дека тоа е тема што ностоп во таа насока се вложи енергијата и дека ќе биде. Се сеќавам јас порано нашите иселеници кажуваја дека не можеа да купат куќи, не било со закон дозволено. Како е сега состојбата? Може ли да се купи тоа, да се изгради храмот, центар или куќи да имате ваши? Црковните општини функционираат по германски закон на тој начин што се регистрираат како здруженија, граѓански здруженија, што можат да вршат религиозна дејност и фактички здруженијето е судски регистрирано и може како правен субјект да делува. Така да здруженијето, односно едната црковна има правно право да купи, што не е пречка. Меѓутоа Дизелдорф е нашиот центар тука, да кажам, и тоа е главен град на Северна Рајна-Вестфалија. Има некаде отприлика 700.000 жители и е кралски град, значи во времето на тие германска историја некој време. Да, позната е Вестфалија, да. Да, и така да е многу скапо дека, така да се купи нешто како плац, па да се изгради, е за мене сега по тоа што ги знам условите и колку ние се вложуваме како македонци за да има такво нешто, мислам дека се мали шансите. Поголеми се шансите да купиме црква на долгорочен кредит, да речеме црква што веќе постои, што германците они почнуваат да ги продаваат полека бидејќи многу верници губат. Значи во Германија они имаат огромен незамислив капитал на црковни објекти
затоа што во Германија интегриран тој црковен дан. Секој што е католик го плаќа данокот. И така да германците, доколку би ни продале некоја црква, да кажам, 1-2 милиона евра, тогаш би требало ние веќе работиме да се собираат средства за да, ако дојде тој момент погоден, да има таква прилика. Меѓутоа, ние сакаме во Дизелдорф да биде тоа, да биде баш тоа централното место, за да не одиме, зашто многу сме растркани. Ние не сме сите во еден град. Во Дизелдорф гравитираат можда 30 града малечки кои што имаат и по 100.000, и по 150, и по 200.000. Сепак убаво е да е негде централно, да може да доаѓат од секаде. Бидејќи имам исто во Келн црковна општина, која што функционира на сличен начин. Они таму руската црква ни е домаќин, они ни даваат простори, ваму германската, таму руската. Меѓутоа Келн сам по себе има преку 1 милион жители, така да таму не ни може да биде иста општина, односно би било тешко бидејќи има и раздалечина и си има доволно број на жители да се функционира сам. Доктор, да се вратиме на формирањето на здруженијето и како дојдовте до председател. Така, тогаш почнавме сега во текот на работата на, да кажам, во тие активности преку црковна општина, се створи само од себе некако таа потреба да можеме малце да делуваме. Не можат сите активности за македонците да се одвијат преку црковни општини. Мислам, не е. Например, ние освен за религијата имаме и други национални интереси, национални празници. Например, црквата не може тек така да искочи и да каже: слушајте, сега сакаме да направиме прослава по повод 11 октомври или денот на ослободување на, или денот на независно 8 септември. Значи, јас видов дека многу ни недостасува културниот дел, значи ни недостасува фолклорот, традицијата, комуникација со македонци, умски уметници, со пеачите, со писателите, со уметниците. За мене тоа беше, пошто јас сум роден во Скопје, израснат сум во Скопје, и знам една друга убавина, една друго богатство на тоа што Македонија како култура го има да се понуди. Мен многу ми фали тоа. Значи, мене во Германија многу ми фали. Јас тука можам со германците 100% да ти бидам другари, да си комуницирам и да го прифатам нивниот начин на живот. Меѓутоа, мене ми фали и да дојде некој од Македонија да испее некоја песна тука што била од наши денови кога сме биле млади, што не побрзо. Значи, така да почнав јас лично, тоа беше моја иницијатива, да вршам такви, да кажам, разговори, преговори, прво со црковната општина наша, Света Петка во Дизелдорф, потоа со некои од македонските здруженија од околината, еве ќе споменам 11 октомври од Солинген, они се тука 35 години македонско здружение, за да усогласиме работата на некој начин, да има согласност од сите, да не биде после овој си отворили си брка работа и да вакво да можат да луѓето да го гледаат тоа како некој негативен чин. Да, како што ни се случи во Австралија да велат црковните големодостојници, некои поединци од нив да кажуваат дека црквите се приватни, дека центрите се приватни, што мислам тоа беше една ноторна лага. Да. Веројатно и во Германија е иста регистрацијата на здруженија и на цркви. Дека не може спрема законите во Австралија не може да го поседува еден човек или двајца или тројца и да го пишат имотот на нивно име. Не знам како се Австралија, меѓутоа ние тука не можеме за имот да зборуваме бидејќи немаме, како да кажам, никаква позадина, никој не све е само иницијативно од самиот почеток. Регистрацијата е еден тежок процес, морам да кажам, конкретно во нашето искуство, кој што може траи година, дена и така натака. И треба со германските власти интензивно да се разговара и да се комуницира со адвокати, со нотари, меѓутоа се постигнува и после тоа веќе статусот кој ќе се реши
веќе се е легално и правилно како што Да, треба. и тапијата чија е? Твоја е на доктор Блашко? Нема тапија, тука има кои се како раководство и тие се внесени во судски регистар. И тие одговараат за сите неправилности и правилности. Раководството по име и презиме, адреса и Исто одговараат. е во Австралија, да. Да, тоа е така, тоа што мора некој да биде одговорен. Значи, тоа е... Да, меѓутоа овде во Австралија кога се правеше тој пуч преку црквата да се растури македонската заедница која е 100 години организирана овде во Австралија, не им беше успешно тоа, така и вие ќе треба да внимавате околу капиталот за во иднина. Сега кажете ми како почнавте со друштвото, гледам таму дека Македонско сонце имате и ансамбл, одржувате и концерти, познати естрадни уметници доаѓаат кај вас. Имате ли доволно народ, доволно македонци кои доаѓаат на тие настани? Секој пак може уште повеќе да бидат и да доаѓаат. Нашата цел е македонците да го осетат, да го видат на дело прво тоа што го работим. Тоа што јас можам да раскажам на секого се и се што додека не се види, никој не може да го осети тоа, да го знае. Али можам да кажам дека ние сме едно од по-новите здруженија, по-тазе што се воопшто формирани во Германија. Ја не знам дали е формирано некој здружение последниве 10-15 години воопшто. Германија 85 милиона луѓе. Син ми може да ми искара, ако сгрешам, негде 350.000 квадратни километри. Така да, јас не ми е криво што нивото на македонците се сведува на луѓе што доаѓаат тука за само да го, како да кажам, да им се подобри финансиски животот. И да се вратат. Тоа е еден тип на луѓе. Не мора да значи дека се вратат, ќе одат можда на одмор повеќе пати у Македонија, врската ќе се одржува. Ние не сме како Австралија толку далеку, меѓутоа сепак ние живееме, да кажам, 97-78% од времето во годината сме тука. Значи, сепак има потреба да се случува нешто, да се знае, да имат ли нешто македонците од Изболов некако праша. Значи ќе кажат има црковна општина, има здруженија. Ако немаат, немаат. А другите етнички заедници организирани се во здруженија, во цркви, храмови, во на џами и така. Јас мислам дека ние сме најнеорганизираните. Значи, ако ние почнеме од нулата, све нагоре, секоја друга заедница има повеќе од нас, сигурен сум. Значи, има во српската заедница, еве ќе ја спомнам како добар пример на близок народ кој што е во наша околина и кој што потекнуваме од една заедничка држава во тој период. Нормално, србите се како бројка повеќе и нивната диаспора, меѓутоа они имаат по 2 здруженија во еден град, односно или по 2 фолклорни групи или здруженија. Тоа, еве, видете, ние сме во Дизелдорф, каде што, еве, по некои официјални податоци има околу 35.000 македонци со македонски документи, да кажам, а сигурни сме дека има можда и приближно 100.000 во Северна Вестфалија, тоа е голема бројка, а ние пробуваме да се собереме 500 луѓе на некоја прослава. Значи, малце се изместени тие некои статистички исколчени, да. Да, меѓутоа, тоа што сакам цело време да го кажам, ние сме, еве еден пример, јас сум доктор, специјалист, ја имам тука колеги германци, колеги доктори, ја можам само со доктори да се дружам, например. Не морам да се дружам со некој што дошол од Македонија да подобар живот, што е да кажам шопер или што е нешто. Значи, не морам, немам никаква обврска, не морам ни тој да му нудам, да му кажам, слушај сега, ние ќе организираме прослава, дојдете да го, или да му кажам, например, ќе дојде кај мене на преглед за шоферски, еве денес имам 20 македонци на преглед. Ја го внесам у собата да му покажам што работиме. Му викам, не си били у црква, викам, не сум те видел у црква.
еве ти викам картица, еве ти контакт, еве ти викам страницата наша. Значи, тоа е моја желба. Ние сме многу неактивен народ. Значи, ние кога ќе дојдеме во Германија, прво, нормално, адаптацијата 2-3 години е неопходна. Јазикот да се научи. Значи, англиски е полесен јазик од германски, германскиот е тежок. Меѓутоа, кога ќе се научи, ние тогаш влагаме во една комфортна зона и после 5-6 години, да кажем, може ќе ни текне на Македонија. Меѓутоа, кога веќе ќе ни текне на Македонија, треба да се активираме, треба да се дружиме, треба да организираме. Значи, тоа, секоја наше дружење во здруженијето, секогаш една таква енергија богата, такво едно искуство дава, што тоа не се заменува со ништо. Значи, јас во Германија некој пат не можам веќе германски да зборам со германци, некој пат ми е мака да ми зборам германски. Јас зборам германски одлично, јас сите во кариерата имам постигнато тоа што ми е доволно да бидам задоволен. Исто во однос на едукацијата имам добиено од лекарската комора дозвола да можам други доктори да едуцирам. Значи, јас сум ментор, едукатор на академско ниво, може кај мене да дојде доктор по општа медицина и јас да му бидам ментор да добие преку мене специализација. Мојот подпис на крај кога ќе го напишам, може да дојде да полага испит и да биде специјалист. Значи, за мене мојата градење во однос на кариерата е доволна. Меѓутоа, овој другиот дел што кажав е тој дел од животот кој што ја не сум одлучил да го оставам или нема зошто, второ не сум решил нешто да направам на таа тема, да бидам проактивен, а не да бидам пасивен. И тоа е најголемиот проблем. Да, децата од каде ви се играорците, кореографот, кој ги поставува овие ората? Па еве, вака да почнам некако, значи самата оснивачки одбор, ние се собравме 7 луѓе и ставивме подпис да формираме здружение. Тоа се наши блиски пријатели, луѓе што се знаеме тука. Можам да ги спомнам чисто вака, зашто после ќе се налутат ако не ги спомнам. Јас дури имаме тука една карикатура направена од бирачкото собрание, можам да ви ја покажам ако сакате. Значи, јас како председател, Игор како подпредседател, са и презимињата не кажуваме, Севдалина и Александар се исто играорци од Крива Паланка кои што таму играле играорна, така да имаме од старт играорци во управен одбор. Имаме оснивачки членови Стојадин, Саше, Снешка, Александар, Мирјана, Димитар, да не се наљуди некој ако промашам. Меѓутоа, веќе кога го формиравме здружението, ние од старт знаевме дека фолклорот ни е една од најбитните активности, бидејќи не може да се замени тоа што очите ќе го видат со збор. Кога ќе искочат играорците на сцена, германците кога ги видат во народната ноција, кога ќе чујат тој ритам, за мене мислам дека тој му станува како еден податок во главата, кои се македонците, тие што искочи на сцена во национална ноција. Така да за мене играорната, и поред тоа што е многу тешко, прво со луѓето, прво не сме ние тука, еве да кажеме, во Битола има 10-15 здруженија во Македонија, односно играорни пример, се кажам, Битола. Значи, во секој мало има доволно луѓе да може да напунат еден играорен клуб. А овде младиве луѓе генерации не знаат воопшто. Значи, не знаат дури ни основните ора, младите посебно. Ние работиме со сите генерации македонци, со тука родени, со тука 10 години, со тука 20 години, со тука трета, втора, трета генерација, сега дојдени. Иначе пробуваме од една многу тешка ситуација да створиме еден тим, кој што не само што не дека луѓето не сакаат, него далечината им е проблем, гужви се нон-стоп автопати, дека се ти за да дојдеш на 50, имаме игрочи што доаѓаат од 70 километри диапазон, да речеме го таму каде што ги одржуваме термините. И тука е тешко, морам и нив да ги пофалам дека доста труд вложуваат и они. Па тие ора што ги играме, да кажам, за да ти една нова кореографија да
поставиш. да створиш и да ја користиш, треба редовни тренинзи по неколку часовни, Да, секоја недела, а луѓето работат. познато, Германија машина. познати ни се, ние само во Мелбурн имаме десетина културно-уметнички друштва. Ајде да не ни кажавте кореографот дали ви од Германија или од Република Македонија? Хореографите мислам почнаме од Севдалина Александар. Потоа се приклучи од минатата година еден доктор по германски јазик, доктор Никола Шулевски, да го спомнам и него, кој што професионално, можда преку 20 години работел исто паралелно, некој пат како професионално, некој пат како лителна активност, кореографии со различити познати кореографии, едноставно имавме, да кажам, таа можност да и среќа, што се вика, да биде он баш тука во наша близина. Јас имав неколку пати отворени повици, малце тешко беше, меѓутоа ете почна со него кореографијата од минатата година на едно по-високо ниво, да кажам, значи ние сега вешбаме сплетови како беранче, повардарје, ајде да не навлегувам во неговата работа. Да, познати се Драчевка, Пиринско, Егејско и така натаму. Вие сте релативно млада организација. Чинам од она што читав дека сте регистрирани 23-та година, не така? Така, да. Ние сме баш на почетоците, меѓутоа еве како некој што на почеток ние имаме континуирана програма. Значи ние сме застанати. Еве сега ќе имаме на 28 февруар хуманитарен концерт за кочани и со посвета на дел од програмата на ДНК. Мислам дека треба оваа тема сега да ја адресирам, пошто исто многу битна. Минатата година на 15 февруар ни беше Андријана Јаневска и групата ДНК ни беа гости тука во Дизелдорф. Да напоменам дека пред тоа имавме два големи концерта. Првиот беше со Next Time. Дечките од Next Time беа за прв пат во Германија кај нас. Тоа е за мене голем успех, бидејќи темата претходно што ви ја споменав, сакав да го подигнам малце нивото на македонците. Да, тоа е успех на сите македонци. Да, еве, како пример, чисто да не ме свати некој погрешно, претходно се служеше вино во пластични чаши и во хартиен. Ние од Дружението купиме 400 чаши, тоа е кај мене подрум дома. Кој ќе дојде настанот да има стаклена чаша, а некој да му дадеш вино да се напие. Почнавме декорации да ставаме по масите. Ајде да не кажам. Така, ајде да се вратиме на се вратиме на концертот на 28-ми, нели? Така, значи прво почнавме со Next Time. Тоа е убава хуманитарна, мислам, успешен, да. Па беше Наум Петревски и Зуица Лазова, па третиот концерт голем тоа беше минатата година со Андријана Јаневска и ДНК и за жал се случи тоа што се случи, не може да се заборави никој пат таа една цела година во Македонија, таму патевме сите како народ, тоа беше една голема народна трагедија, не е само кочани. И бидејќи ние со тие луѓе створивме многу добар контакт кога они беа тука, беа 7 членови од ДНК од дека, јас ги имав од аеродром со нашиве. За слушателите да кажеме дека ДНК е групата, така? ДНК групата со фронтмените Андреј и Панчо и другите ги знаеме, да не ги споменам посебно. Они еден месец после тоа загинаа во пожарот и ние тоа што можевме од нас беше барем да направиме од наша страна што е можно, да не останеме пасивни, да бидеме активни, да организираме хуманитарен концерт кој што отприлика би дошол една година отприлика после тоа што се случи. Тука ќе настапат пејачи од Македонија кои што се навистина за мене едни од подобрите вокали. Ќе спомнам прво Андријана Јаневска, која што е професор по клавир, која што има една интернационална кариера паралелно со тоа што го работи во Македонија. Ќе спомнам Елена Андоновска, која што прв пат доаѓа во Германија, колку што јас знам, односно кај нас, по наша покана. Беа пред неколку месеци во Уна, тоа беа два паралелни настана.
Меѓутоа, она продуцира македонска народна музика која што е доста заборавена, да кажам, Да, која да. што е Позната. неконвенционелна и го прави тоа на професионално ниво, има Апсолутно. преубав глас, така да она ќе се грижи за првиот дел од вечерта за програмата, каде што ние ќе слушаме изворни песни испеени професионално, кои што овдека се доста заборавени. Потоа имаме Сања Левкова, која што е позната од продукција од времето во Скопје, тие што знаат, со Елена Ристевска, со Ламбе Арнудовски од тој период. Она живее во Дортмунд, тука е професорка исто по клавир, по музичко школо, и она ќе не биде, она исто од Кочани, ќе се придружи на таа тој хуманитарен концерт. Ламбе Алабаковски, мислам дека сите го знаат, он ќе биде... Па и другите главниот се познати, Елена е можна позната, многу е позната исто така. Да, добро, сите ги пробувам да ги... ДНК исто се и тие познати. Сите што ги спомна се, да, на свој начин се имаат свој... И морам да спомнам Тина Русева. Тина Русева е најмладата македонска звезда во подем, што веќе постигнува на европско ниво успеси, учествува на надпреварот The Voice of Germany, каде што се пласира многу високо, а понатака ја избираат за онлайн надпревар The Voice of Europe и она победува на тој надпревар. Мислам дека веќе дури и во Австралија ја знаат. Да. Она е наша сограѓанка од Леверкузен, тука од близина на Дизелдорф, и она е почесен член на Македонско сонце и е уште од мала од едно прекрасно музичко семејство кое што ќе исто хуманитарно настапуваат и се труди тоа да го пренесе. Така да, од тој аспект програмата е доста богата, значи имаме 5 врвни пејачи, мислам дека подобро, можда може, не знам, меѓутоа мислам дека не е малку, сакаме сите вкусови да бидат задоволени. Убав настан е, да, убав настан. Да, ќе има за информација, ќе биде комплетно покриено од тимот на Алфа телевизија, значи Сузана Турунџиева, главна водителка, со режисерката Билјана Божиновска и камерманката, а исто е информација ексклузивна, да кажем, ќе доаѓа и екипа на Сител, која што ќе бидат тука заедно со господинот Горан Ангелов и господјата Билјана Костова, кои што се од Агенцијата за иселеништво, и они тука ќе имаат со таа ќе покријат дел од школите каде што македонскиот јазик се изучува и ќе бидат исто така на концертот каде што ќе можат сето тоа да го покријат. Морам да докажам уште тоа дека нашиот ансамбл фолклорен ќе настапи, а ќе има и читање литературно, една наша писателка што живее тука, Илина Јаковчева, и нешто што е многу за мене емотивно битно е, ќе дојде сопругата на пејачот Андреј, кој што загине, кој што спасуваше луѓе од пожарот, Наталија Георгиевска, која што ќе држи говор, ќе се обрати кон публиката за таа тема. Така да, за мене ова е исклучително важен настан, еден од поважните што Германија го има организирано тука како македонска диаспора, и мислам дека тоа е врвот на македонската екселенција, ќе кажам, и мислам дека луѓето треба да се интегрираат во овој настан максимално со лична подршка, со разглас по пријатели, значи да биде една голема посетеност, за да можеме средствата да ги донираме на тие луѓе од Кочани што се уште имаат потреба и се во тешка состојба. Ние нема да можеме сите луѓе да ги покриеме, меѓутоа барем неколку семејства ќе добијат барем од одредена сума, се надевам што ќе може малку да им го олесни живот. Добро, доаѓаме до крајот, повеќе од 45 минути сме со интервјуто. Благодарам многу, докторе, за овие информации што ни ги дадовте за нас македонците овде во Австралија, па и на другите континенти, како што спомнавме на почетокот. Јас следат македонската радиопрограма на 3 пати Z во Мелбурн, Австралија, па и овие информации ќе бидат ќе стигнат до македонците ширум, да, ширум светот. Убаво, ви честитам за работата, за времето што го посветувате
40 години јас сум во твоите чевли. Тие се многу години, 40 години. Не е лесно, не е лесно да се работи за македонската заедница. Ви посакувам се најдобро и секако драго ми е што имавме и прво интервју, но нема да биде и последно. Нормално дека ќе имаме извештај и после концертот, па ќе зборувате околу настаните што се случија. Ви благодарам многу. Јас сум посебно почестен што ме поканивте, откако ние се сретнавме на таа тркалезна маса во Пула, каде што беше исто така македонската научна екселенција. Можеме само добро да правиме за нас како народ со вакви конекции и поврзувања. Јас би сакал да пренесам една, да кажам, моја мисла, желба и замисла за во иднина се отвори еден културен информативен центар на државно ниво во Германија, во Дизелдорф, бидејќи германците многу имат што да научат од нас, а многу малку знаат. А вас за вашата 40 годишна работа, која што продолжувате, да благодарувам, бидејќи мислам дека луѓе како вас се тие што и покрај тоа што тоа не е некоја, да кажем, толку медиумски интересна работа, сепак те, да кажем, beacon of light, ќе ви кажам на англиски, кои што го осветлуват патот на македонецот низ ова постоење во овој материјален свет. Да, следниот пат ќе зборуваме повеќе за македонците од соседните држави во Егејска Македонија, Пиринска Македонија и во Албанија. И на вас ви се познати тие работи и околу состојбите во Република Македонија, враќање на името што имаме сите желба и не да се надеваме, туку ќе се бориме да се врати историското име на македонскиот народ и на Македонија. Уште еднаш ви благодарам. Почитувани слушатели, разговор водевме со доктор Блашко Димковски од Диселдорф, Германија, представител на македонското културно-уметничко друштво, така да кажам, или центар, има повеќе функции. Македонско сонце, формирано 23-та година, меѓутоа има таму и општина. Повеќе во нашата следна емисија. До слушање и до гледање.